интелигенција, тема и прашање кое што пробувам да го поставам во секоја област. Многу ме интересира што е мислењето на експерти во својата област околу вештачката интелигенција и специфично моето прашање е кога зборуваме за еднината на трудот, не може да ја заобиколиме нели вештачката интелигенција. Сега многу стравуваат дека AI, вештачката интелигенција, ќе ги замени професиите на графичките дизајнери, на дизајнерите, на писателите, па дури во маркетинг сферата. Што е вашето мислење на оваа тема? Мене ми е многу смешно поради тоа што гледам дека има еден патерн. Секој пат кога има сериозна иновација во однос на технологија, сите се плашат дека ќе се губат работи. Значи, поентата на иновацијата во технологијата е да ни го олесни животот. Тоа значи дека ако паметно користиме вештачка интелигенција, може да зголемиме продуктивност, да не губиме толку време на небитни работи, туку да губиме време на тоа што едно човечко битие треба да троши време, а тоа е на интелектуална работа и на креирање на нови аспекти кои што досега не се случиле. Кога знам најпростиот пример на тоа кога има излезено нели фотокамерата, претходно нели ако сакаш портрет, доаѓа сликар, те слика, овде доаѓа некој прави клик, имаш фотографија веднаш. Дали тоа значи дека сликарството изумрело од кога се измислени фотоапаратите? Не, напротив, тука сликарите веќе вистинските уметници почнуваат да творат нешто што е тотално креативно, што дотогаш не било видено, измислуваат нови правци и автоматски човечкиот мозок е приморан да бара нови креативни аспекти. Ова исто и со креативната индустрија. Ако јас сум обучен да бидам, да речеме, копирајтер и да пишувам сценарија за видеа, за кампањи и така натаму, мене вештачката интелигенција само може да ми помогне во тоа да бидам побрз. Ако јас генерално концепт смислам и понатаму сакам тој концепт да го реплицирам, ако добро знам и сум писмен во вештачка интелигенција, јас наместо да работа тројца копирајтери, може еден да работи и да продуцира многу повеќе квалитет. Меѓутоа, оно што им го кажувам на сите, не можеш ти да користиш вештачка интелигенција ако немаш знаење во одредена индустрија. Еве, вие како правници, ако немате доволно длабински разбирање од одредена индустрија на правниот аспект на работи, вие ако напишете нешто на ChatGPT, на Gemini, на било што, ако не го проверите тоа може да биде полно со грешки, може да биде со погрешни заклучоци и така натаму. Секогаш човекот е тој што го дава финалниот продукт во однос на каде треба да оди, а само вештачката интелигенција треба да убрзува работи кои што никој не ќе да ги прави. Значи, да речем истражување, но кога треба ти да се спремиш за некој предмет. Колку е лесно да му кажеш на Gemini, што е large language моделот на Google, да пребара се што е на интернет и да ти извади примери. Замисли ти тоа рачно да го правиш, колку сати ќе потрошиш. А вака ако ти го направи некој тоа, оно што најчесто приправници го прават, ако имаш ти дигитален приправник, можеш да имаш време да ги размислиш работите и согласно твоето знаење, значи мора да знаеш што зборуваш и што работиш, да го примениш тоа. Значи тука е многу битно, вештачката интелигенција само ни ја забрзува работата. А тие, да ми извините израз, што се мрзливи и што не сакаат многу да се вложат во тоа што го работели, тоа што го студирале, нормално дека ќе прават елементарни грешки, луѓе во 5 минути ќе знаат дали они користат вештачка интелигенција паметно и точно или едноставно не ги бива. Почнеме со првото прашање. Секако. Како ги менуваат социјалните мрежи традиционалните форми на работа и активностите како штрајкови, протести, синдикални собири и слично? Доста широко и занимливо прашање. Социјалните мрежи како форма која се појавија на дигиталното ниво сменја многу работи, меѓу кои насокава на прашањето кое што ја споменувате. Моќта на социјалните мрежи експоненцијално се зголемува и единката може на тие социјални мрежи да биде слушната како многу поголема заедница. И во таа насока социјалните мрежи се одлично место каде што може да се развива активизмот. Најпрво, тоа многу се почувствува силно, па и кај нас, во невладиниот сектор, а со тоа повлече ајде да кажем, активизам, кој што директно влие на менување на одредени мислења. Од друга страна, она што го спомнавте, вториот дел на прашањето, поврзано со собирање, штрајкови и така натаму, според мене социјалните мрежи се одлично место каде што вие може да организирате дигитален или виртуелен штрајк или да имате традиционална форма на собирање на граѓаните на улиците, а да го повикувате на членството или да повикувате луѓето преку социјалните мрежи. Има многу примери
како балкански, така и европски, можеби едно од најпознатите е што се случи пред неколку години во Америка, Black Lives Matter, ако се сеќавате, каде што целата комуникација се водеше и се старташе од социјалните мрежи. А историски гледано, ако се вратиме наназад, само би ја споменала како една од многу значајните влијанија на социјалните мрежи арапската пролет, која што Твитер, денешниот X, одигра клучна улога во движењето или пренесувањето на информациите и собирањето и организирањето на луѓе. Така да огромно е влијанието на овие дигитални канали, на социјални мрежи, на сите форми на собирање и на секој каков бил активизам. Од една страна, од друга страна тоа допринесува и вреднување на одредени труд и ајде да кажеме можноста за развој на некакви форми на работа во употреба или соупотреба на социјалните мрежи. Ако се мора и ако се сака, се зашто викам ако се мора, бидејќи све што се мора велам не е тешко. Да. Љубовта кон нештото што сакаме да го работиме доаѓа можеби во втор план психолошки, бидејќи прво мораме да се, според мене, потрудиме да дадеме максимум во нешто што го работиме, а потоа и да се заљубиме во тоа, бидејќи многу е детски, доколку тргнеме да работиме тоа што го сакаме најмногу, бидејќи тоа ни е во суштина пасија. Така да ако пасијата ни стане работа е во ред, но не секогаш е исплатливо да се водиме по нашата пасија, тоа да ни даде некоја поделка во работењето. Да, тоа како мотивација и дисциплина. Ако имаш мотивација, не значи дека имаш дисциплина, само мотивиран си. Најважната, да кажам, најквалитетната вештина е како да се дисциплинираме сами себе и да ги дисциплинираме луѓето околу нас за да створиме нешто повеќе. Како изгледа процесот на анализа на пазар или продажба во таргет груп од почетен бриф до она конечна препорака која што Многу убаво прашање, бидејќи датата на почетокот кога почнувавме со работење пред 10-12 години, ја имаше на секаде, но беше неструктурирана, беше во разни форми. Она што ние го работиме е структурирање на целосните датабази на податоци за компаниите од Македонија и регионов. И обично клиентите, односно компаниите кај нас, наискрено ќе кажам дека немаат точно структура како да го постават правилното прашање за да добијат квалитетен одговор. Ова ќе ти го поврзам со вештачкава интелигенција, сега сите користиме ChatGPT, нели, на дневна основа, и многу е важно за да добиеш квалитетен одговор како да го прашаш, бидејќи знае да халуцинира, знае да не те свати добро, така и со датата, нели, со податоците. Многу е важно компаниите да знаат што сакаат да добијат како резултат, значи да го постават добро прашањето, за да можеме ние во нашиот аналитички тим да го структурира во форма да им помогне да донесат одлука. Сега прашањето ти беше како ние го правиме тоа, го правиме низ форма на разговори со најпревен со компаниите, да ги утврдиме крајно нивните цели за тоа што бараат, се прават разни анализи, сегментации на пазар и слично. Она што е главната наша најголема моќ и големина на компанијата, тоа што имаме повеќе од 15-20 години историјат на податоци за сите фирми. И многу е лесно кога имаш таков историјат да направиш некој probability што би се случило со одредена компанија, кога ги имаш историските податоци за компанијата за последните 15 години versus историски податоци за цела дејност, за цела индустрија, нели, за цела Македонија, за цела држава, и веќе доаѓаш до сублимиран податок кој што компанијата ќе може да го искористи за носење на одлука. Тоа е нашата цел, да помогнеме со нашите податоци во оваа нова ера, да компаниите носат попаметни деловни одлуки, да не се водат од интуиција, туку да се водат од информации. Тоа е главната порака што ја испраќаме. Каде најчесто се јавува разликата помеѓу она што е пропишано во трудовото законодавство и она што реално се случува на работните места? Од нашата пракса, да кажам, ние имаме пракса, клиентите што ги застапуваме, им правиме периодични проверки, како што би правил инспекторатот за труд. Како, дали ги почитуваат правата, како се исплаќа, како се евидентира работно време, сме забележале дека во пракса најчесто што ни доаѓаат на нас работници да се информираат или да мислат дека се им се нарушени правата е неевидентирање на прекувремена работа. А неевидентирање значи неплаќање или некакво плаќање
на друг начин, не во целост. Сменска работа, храна за време на сменска работа. Има еден цел сегмент кој што мислам дека е многу голем, кај што под концептот бруто плата во бруто платата е влезен и минатиот труд, што не може да се случи бидејќи минатиот труд е додаток на основна нето плата или бруто. Што значи секоја година треба да расне платата на работникот за 0,5%. Не може да се опфати целосно. Има компании кои што исплаќаат, да речеме, со години иста плата, не се зима во предвид овој момент. Другите прекршувања или отстапувања од словото на законот во праксата е околу годишниот одмор, користење на годишен одмор, компензација на годишен одмор, отсуства. Гледаме дека многу пати има притисоци од аспект на боледувања. Ако работниците одат на боледување, има притисок зашто, како, па се... Мислам, има механизми за преиспитување, него работата е која е границата да се спречи злоупотреба, а што значи да се врши психички притисок врз работникот, да се осеќа нелагодно само заради тоа што оди на боледување. Да речеме, во западните земји, новите начини на работење, стресови притисоци, луѓето можат да одат на боледување и поради бърнаут, преоптовареност од работа. Тоа е, мислам дека одлично нешто што... И тоа го имав јас. Значи, тоа во западните земји уште 2006 година, 2007 беше востановена пракса. Значи, тоа тоа боледување го даваат психолози и психијатри. Мислам, пак е тоа низ некој канал процесирано, ама така функционира. Мислам дека продуктивноста така многу повеќе ќе се зголеми, дека кога сите сме имале бърнаут некогаш во животот, мислам дека кога ќе ни се случи, дека продуктивноста ни е на нула и џабе реално одиме на работа, џабе одиме на факултет, џабе правиме се реално, а да го имаме тие, пример да кажеме недела ден одмор, ќе се вратиме дупло попродуктивни од тоа што би можеле да бидеме. Па да, има такви, значи едно е мислам дека се уште се плаќа за седење на работа. Тоест за 8 сата работно време. Мислам дека новите генерации тој систем не е добар ни сега, ама тоа е недостаток на мерливост. Тоест треба ако знае компанијата да мери продуктивност, тогаш не е битно колку време ќе седи некој на работа и дали ќе направи пауза у тек на денот 1 сат да се прошета, па ќе се врати. Зашто ако седи на биро, на пример, у такви професии кај што се седи на биро, не значи дека ќе се сработи нешто квалитетно или да не се. Така да се сложувам, значи тоа треба да се има флексибилност. Сега многу во одредени сектори има и работа од дома, што исто така не е регулирано никако, тоест треба посебен договор да се склучи за работа од дома, што многу често не се прави. Да. И се останати што отвара други проблеми и дилеми. Значи треба да се интервенира и во законското решение. Мислам дека веќе во одредено време кружи некој нов предлог на закон за работни односи, да се применат нови пракси од поразвиени земји, нели, да се види како е регулирано и да се воспостави некој баланс, зашто на крај тој сооднос работник-работодавач не е антагонистички, тоест не треба да биде антагонистички, зашто ако има подобри услови за работа, тренинг, обуки, нели, едукации, ќе има поголема продуктивност, ќе има повеќе пари за сите, и за плати и за профит. Ако нема продуктивност, ќе нема за сите. Така да тоа мислам дека на ниво на општество треба да се дискутира почесто и поотворено.